За една година на родителите им се потребни во просек од 160 до 200.000 денари за да ги покријат основните трошоци за едно дете. Во зависност од возраста, експертите пресметале дека најголеми се трошоците за бебињата и тинејџерите. Анализата покажува и дека родителите се соочуваат со голем број скриени трошоци за учениците, иако образованието во државата е бесплатно. Плаќаат дополнително за средства за хигиена, книги, училишен материјал, униформи и дигитални уреди. Најпогодени се родителите на деца со посебни потреби. Овие семејства кои што имаат бебиња и кои што имаат тинејџери, во принцип им се потребни најмногу финансиски ресурси да обезбедат некаков квалитетен живот и пристап до образование и други услуги на децата. Хигиенските материјали се отприлика околу 500 денари месечно, за униформа пресметавме дека околу 1500 денари на годишно ниво плаќаат, потоа имаше скриени трошоци во однос на, да речеме, книгите, кои што се отприлика по минимум 500 денари, па тука вклучуваме и материјали, оние кои што се за почеток на учебната година, кои што беа околу 2000 денари. Исто така имаме скриени трошоци, особено кај тинејџерите и во средното образование се појавува во однос на уредите кои што ги користат. По примерот на европските држави сметаат дека и Македонија треба да го ревидира начинот на кој ги прави пресметките, доколку државата се стреми да гради демографска иднина. Нема бесплатни градинки, само повторно за најранливите категории има бесплатни градинки, меѓутоа и кај градинките има скриени трошоци. Она што државата го дава како поддршка не се одвесува на потребите на родителите и како се зголемува бројот на децата во едно семејство, впрочем и се зголемува стапката на сиромаштија за семејствата, така што политиките кои што ги гради државата мора да се ревидираат. Ова е прва ваква анализа спроведена со анкета на 650 родители на деца од различна возраст, деца од предучилишна, основци, средношколци и деца со попреченост или одредена здравствена состојба. Пресметката на трошоци ја направија истражувачи од Фондацијата Фридрих Еберт и Центарот за еднаквост и правда. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.